Манастир во Беровскиот крај, изграден во 18 век. За време на османлискиот период во оваа околина немало црква и се собрале неколку постари луѓе од Берово и отишле кај валијата кој имал седиште во Радовиш, побарале дозвола за изградба на црква. Тој им дозволил, ама им поставил 3 неверојатни услови. Првиот услов црквата да ја изградат за 40 дена. Вториот услов црквата да биде вградена внатре во земјата, да не е повисоко од горниот дел од патот. И третиот услов, попот имал многу убава ќерка, требала да замине во харемот кај валијата. Се сложиле беровчани, се собрале сите, мажи, жени, деца, работеле деноноќно и на вистина ја направиле црквата за 40 дена. Ќе видите дека е вградена внатре во земјата и дека не е повисоко од горниот дел од патот. Меѓутоа, кога требало третиот услов да се исполни, ќерката на попот да замине во харемот кај валијата, таа не сакала да си ја смени верата и избегала најблиску и било Кјустендил. Верую во единого Бога Отца Вседржителя, Творца небо и земји, видимим жестием и невидимим. Се налутил валијата, го затворил попот, го мачел мислејќи дека така ќе ја намами девојката да се врати, меѓутоа таа не се вратила. По 3 години има нови случувања во Османлиската империја, тогаш го убиваа тогашниот валија, на негово место доаѓа друг и повеќе на новиот валија не му се интересни случувањата за Берово, го пушта попот да си дојди дома, тогаш се враќа и девојката. Девојката доаѓа, се замонашува и станува првата монахиња Евгенија. Карактеристично за овој манастир е што од нејзиното замонашување па се до денеска има континуиран процес на монахињи. Манастирот никогаш не бил затворен. Манастирот денес е еден од малкуте во земјата каде непрекинато се одвива монашки живот од неговото градење. Тој е дом на 5 монахињи кои ги пречекуваат верниците, споделувајќи со нив дел од скромното секојдневие. И восшедшего на небеса и сидяща одесную Отца, и пак и грядуща го со славою судите живим и мертвим, Его же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сином споклоняемо и славимо наглашаго пророки. Најмногу луѓе поминуваат сабота и недела, кога се слободни луѓето, кога е време на викенд и летно време. Зимно време нема туристи, нема никој. Овде ќе ве послужат со чајот здравец и ќе вкусите сладко од диви јагоди, а може да купите и декорирани и осветени каменчиња. Манастирот зад мене е редок религиозен бисер од Беровскиот крај. Се издвојува по уникатните мозаици изработени од вештите раце на монахињите кои престојуваат овде. Ја лепам таа Богородица и ја правам, меѓутоа се прави секојаш од обратната страна, видовте. Го зимам ова, пошто работам нели со и тука внимателно прстите. Ако некој порачува ваков лик, треба однапред да каже што сака точно, затоа што многу се работи. Сестринството изработува и икони во византијски стил за иконостаси или по нарачка. Манастирот е пристапен и отворен за духовните потреби на секој добронамерен посетител.